Дождот кој денеска предпладне заврна во Кочанскиот регион во целост ја прекина жетвата на оризовата култура. Поради калливите и полни со вода ниви, комбајните останаа заглавени во полињата. Дождот кој утрово падна во Кочанско ги наполни нивите со вода и ја прекина жетвата на оризовата култура. Комбајните буквално се блокирани во оризните ниви, бидејќи калта и водата не дозволуваат да се жнее, а и влагата на класието едноставно не е практично да се собира во вакви услови. Се уште стојат голем дел неожнеани површини, иако веќе е почеток на ноември, особено во атарите на селата, каде што е потешко да се влезе со комбајни, каде што нивите се подлабоки и потешко се жнее во Спанчевско, Соколарско и така натаму. Забележавме денове дека и кон Пробиштип огромни површини стојат неожнеани, што значи дека оваа есен собирањето на оризовата арпа ќе биде многу поотежното и пролонгирано. Секако дека земјоделците при тоа се надеваат дека ќе се подобрат временските услови и дека ќе се создадат можности да го соберат родот. Таквата ситуација се повеќе ги загрижува земјоделците кои стравуваат по дождот да не дојде студен бран или пак евентуално снег и додатно да го искомплицира собирањето на родот. Инаку проценките се дека големата влажност негативно се одразува врз квалитетот на оризовата арпа, посебно на површините каде има полегнување на културата. Дополнително, комбинирањето создава зголемен растур, што значи дека и до 10% од родот останува во нивите. Во делот на откупот ситуацијата е непроменита од пред изборите, кога земјоделците организираа протести и блокади на патиштата. Сега уште е понеизвестно дали и како ќе се спроведува откупот и по кои цени. Практично сите се во исчекување како на вкупната ситуација ќе се одрази изборниот епилог и дали одговорните од централната власт ќе ги одржат ветувањето што им ги дадоа на земјоделците, како во поглед на субвенциите од 3 денари за килограм арпа, така и во притисокот кон откупувачите да ги зголемат откупните цени.